Добре дојде во студио за архитектот Петар Муличковски. Добре дојдовте, господине Муличковски. Фала многу. Во тек се подготовки за изградба на владата во барокен стил. Вие сте автор на тоа дело, но познато е дека ви беше понудено да бидете консултант и вие одбивте, не согласувајќи се со проектот кој всушност, чии автори се всушност Жарко Чаушевски и Филип Богатинов. Можете ли да подсетите зошто всушност одбивте да бидете консултант? Јас бев повикан заправо службата за јавни набавки на владата со директорот кој е во сушност директор уствари тој од ВМРО е, не, да земам учество на некој начин. Мене ми беше понудено само да земам учество како автор на зградата, па да некако по некој принцип да авторските права треба да бидат заштитени, треба авторот да си каже свое, па има и во службен вестник кои се авторските права, јас тоа убаво го објаснив. Се откажувате ли од авторските права? Не се согласувам, па нема смисла тоа да се менува сега зградата во некој барокен стил. Видите, таа зграда е по моје како автор ремек дело направено, затоа што тогаш беше како да ви кажам, оценета од жири комисијата, бидејќи беше дадена на конкурс, врвни стручњаци од Загреб, Лјубљански универзитет и Белградски универзитет е оценија да таа треба да се прифати, да се гради таква зграда, која рекоа дека и со право на изведба на авторот. И така јас ви добив прва награда, тоа е за прв пат, како да ви кажам, доделена е на конкурс една награда во која се вели да се доделува прва награда со право на изведба на авторот. Тоа е прв случај да ми се даде да ја изведам. Вие изјавивте дека уште во јануари 2012 дека фасадата на владата е всушност шминка и фризура, дека владата на граѓаните и нуди сликовници наместо некакво техничко решение, технички проект. Па тоа почи наликува на камуфлажа, како да речем. Не и шминка може да биде, ама и камуфлажа која сака да се прекрие нешто што не држи, тоа не е својствено. Ние, како да ви кажам, современата архитектура и творештвото архитектонско, урбанистичко сака да оди напред. Не може да се вратиме сега, да речеме, од времето на барокот или како да речем од 18-19 век. Па нонсенс е да се градат згради пред 300 години. Тоа е, како да ви кажам, јас го употребувам зборот нонсенс, али глупост е, невозможно е, затоа што денеска знаете што се гради во Абу Даби, знаете што стадионот што го направија кинезите во Пекинг, гнездо така наречено, па тие се сите уметнички творби, има компонента, уметничка компонента, не толку е партиска или не знам, идеолошка. Компонентата треба да биде, како да ви кажем, врвна технологија на изведба, врвна технологија во градежното, архитектурата и урбанистичкото творештво. Како се чувствувате кога одите на плоштадот Македонија и генерално во центарот во Скопје, каде што има скоро стотици скулптури, барокни згради? Па мене дојде до овај новинари да напишам така, што мислам за 2014 година, овај проекто. Јас многу убаво го објаснив. Како да ви кажам, срамота е, например, да се враќаме толку уназад, не? Кога седи хиот свет оди во техниката и технолошките достигнувања во градежништвото, посебно во архитектурата, урбанизмот и уметноста, сега да се враќаме назад во еден период 300 години назад. Па видите, тие згради од 18-19 век што сака сега се репетира тука во разни стилови, па тие уопште не се подобни за работа или за функција. Денеска видите, сегдека се градат згради кои се во стакло. Се е во стакло. Стаклото е сега доста, како да речем, напредна технологија на стаклата. Тие имаат, како да ви кажем, се заштитени од соларна радиација, заштитени се од звук и така натаму, дури и од светлина. Сега имате
огледално стакло на фасади што јас му предлагав, не сака да ја прифата. Огледално и на библиотека, таа е моја зграда. Да, универзитетската библиотека е Предлагав ваша. да се даде соларно, ама огледално стакло не го направија. Не го прават. Добро. Сака да си прават, еве вака, некој од 300 години, како да е тоа некоја идеологија на македонската кауза, ама тоа не држи, не е тачно. Видите, 18 и 19 век, кога се формира грчкиот јазик, грчката држава, таа не постоела во античното време. Не постоела. Постоеле македонците и античката јужнословенска култура. Власта тврди дека имаме античка историја. Вие не се согласувате со тоа? Ние имаме античка историја, ама не е ваква како тие што ја замислуваа. Околу владата уште едно прашање. Имате изјавено, но постои примерна во светската практика да се менува изглед на така важен објект без да се консултира авторот, исто повеќе кога е наградуван. Дали е тоа државен објект? Зошто нема право владата да го менува? Па видите, јас мислам, ова служба за јавни набавки на владата, која сега е се во надлежност незина, да одлучува и за ова, дали ќе е прави барокна, дали ќе е менува и така натаму. Таа уопште се повикува на некој непостојчи закон. Се повикува на некој закон и службен вестник кој третира како објект кој има применета уметност. Ама овие згради никогаш не биле, објектите не биле применета уметност. Никогаш. И ден денес тие се, не само што не се во применета уметност, се морам да објаснам малку што значи применета уметност. Применета уметност е она што кратко трае, тоа за прибор за јадење, да речеме, или тротоари, канти за ѓубре, клупи, осветление и така. Но објектите не не се дел од примената. Ама зграда не може да биде применета уметност, ќе ве молам, кој тој нонсенс, не постои такво нешто. Зградава, како што е во светот, например, секаде во светот, таа е заштитена со закон и таа припаѓа на државата. Таа е во сопственост на државата, а не на влада. Лично јас ќе се обратам и до сега до овие совети што се на градско опие и така да објасна дали стварно зградава е во сопственост на владата, кој мислам дека владите се привремено, како што објаснив дека во Америка има и во Англија и во Франција секаде владите се променливи, тие можат час да бидат демократи, час републиканци или тие се менува и не може. И затоа овие згради што се од владата сите се во сопственост, убавче го нагласам, во сопственост на државата, а не се на владата. Добро. Владите се менуваа. Кој е вашиот коментар? Пред неколку дена беа поплавени новите згради на Уставен суд и на Археолошкиот музеј. Оние барокни згради кои се веднаш до кеот на Вардар. А тие сите што се поредени покрај Вардар. Да. Па сега, јас не знам по кој пат ќе објасним, има и други мои колеги кои се берзирани во настаните, зашто на тој локалитет не треба да се гради. Тоа беше забранета зона. Тоа е многу скопјани и не знаат зашто тогаш не смееше да се гради, освен што се изгради зградата на театарот, не? Да. Операта сега. Таа други згради не се градеа. Сега се наредија многу згради. Зошто е опасно? Може ли да објасните каде лежи опасноста од градење на... Видите, стручњаците кои беа дојдени после земјотресот во Скопје, знаете катастрофалниот земјотрес кога беше, не? Добро. Дојдоа многу стручњаци од цел свет, дојдоа тука и констатираа дека таа зона е опасна од асеизмички аспект. А што значи? И тие го објаснија. Тоа значи дека има траса има една пукотина, сега и ден денес може да ја видите наводно, има расцепина една. Добро. Таа оди баш тука покрај Вардар, оди кај Поперата и тие згради што се изградени. Да. И таа зона беше прогласена како опасна зона за градба, асеизмичка зона. Така може да се гради се што е азмичко. Дори мојот проект што беше за цека, јас се направив по моја замисла да има асеизмичка концепција. Таа е обесена зграда, таа има сосема нова конструкција. Сите барокни згради сега што ги градат, знаете дека има темели од долу, почуваји нагоре.
А овие обесена, таа одгоре се обесува и таа може да се, како да ви кажам, да се поднесува во време на земјотрес, да се врти лево, десно, горе, долу и така. И имаше во Скопје неколку земјотрси и стручњаците беа консултирани во ова. Како може да се санираат тогаш поплавите, да се спречат постојано, може да претекува Вардар? Ама не може еден музеј кој или што се таму сместени архиви на пример. Ако се поплави тоа, Господ не го спасува, не може тоа, че се поплава книги, че се поплава се. Не, таму е забранета зона, беше забранета. Сега некој измислија, веројатно чиновникот на владава, тој што е на служба за јавни набавки, Васе се вика, тој е ВМРО, веројатно по негова замисла заспиша конкурс еден, мене не ме Мислите дека да. И тој, јас на конкурс не учествував, ама таму учествува други некои. И си доби некој откуп, петни откуп, таму и нему му е доверија тој да прави барок на зграда. Зошто денешните архитекти не ги знаат овие податоци, факти, дека не сме да се образовани денешни, кои архитекти слабо образовани се тие, нема некој образование. Па знаете, кај сум јас се образовал, јас имам, како да ви кажам, образование од Љубљанскиот факултет, кој беше во Југославија најдобар универзитет, па после имате на Харвард, Беркли имате. Кај сведе сум бил, да сите универзитети во светот и тоа најчувени во Америка, јас гостував таму и бев многу убаво примен и дури после имам такво признание да ме ангажираја во Беркли универзитет да работам на Сан Франциско. Зошто не ја тужите владата околу авторските права и за вашиот објект? Па денеска владата се смета дека како ќе ја тужам, таа се смета и како што вела Ана, кадија те суди, кадија те тужи. Кај можам ја да го тужам некој кој ќе ми суди истовремено? Зашто да сум? Јас се така однесувам како она правило. Јас нема да ја тужам владата, затоа што таа ќе ми суди и што безнадежен сум во тој смисол. Јас нема што вие сте тужиле некој власт? Не. Нема да служите, не. Значи, прашањето околу Александар Велики, споменикот, станува збор за монументален споменик, огромен, кој наликува според некои критичари дури на спомениците на Северна Кореја, кои ги глорифицираат хероите. Па добро, констатација ја држи. Па видите, тој споменик повеќе е кич, по моје мислење, кич. Овдека лавовите блуја вода и рушат темелите на Александар Македонски. Тоа, уствари, како да ви речем, повеќе водата го руши споменикот. А тоа е кич, обичен кич. Знаете што, јас тука предвидев мајка фонтана една, од Говрлево, чиста македонска фонтана, која раѓа се државата, името е понезе, улицата се вика Македонија, плоштадот се вика Македонија, државата ни се вика Македонија и сите белези се македонски. Кој е вашиот коментар за триумфалната капија, господине Миличковски? Па не знам, триумфални капии правеле овие империални сили кои освојувале светот и за своите триумфи, како, например, ова Римската империја, па Француска империја, па сите си правеле триумфални капии. На Македонија не му треба триумфална капија, не му треба само Александар Велики да си направи споменик, а јас го направив на каре. А мојот споменик се разликува сосема друг. Тој е глава една, затоа што по моје мислење важна е мислата, важна е идејата на Александар, а не толку неговото освојување. Вие знаете ли како ги освојува народите? Па Александар Македонски на сите народи кај што ги основал му давал право да си има своја држава, свој јазик, своје писмо се. Идејата, негова идеја, а не била да се освојува со меч, да се поробува народите, не била таа негова идеја. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин во студијата. Ништо молам.